Шумите се од витално значење за државата, така и за животната средина поради нивните функции и предности кои што ги имаат, најмногу како производители на кислород, значи значајниот дел од кислородот што го дишеме го произведуваат шумите. Понатаму поради својството на чистење на воздухот, поради заштитата на водените базени и така натаму. Секако дека за Велес, посебно за Велешани, омиленото излетничко место езеро Младост сега е со многу намален шумски фонд. Меѓутоа, се надевам дека со напорите на организациите, на локалната самоуправа и граѓаните, ќе успееме со заедничка акција, ќе успееме овој фонд понатаму драстично да се промени. Што може да се направи конкретно ако перцепцијата за Велешани се уште е дека тоа се граѓани со високо развиена еколошка свест? Секако дека имаат високо развиена еколошка свест, делумно поради тоа што во минатото има многу големи проблеми со загадувањето на воздухот и со загадувањето на почвата, и знам, сигурна сум дека при било какво спроведување на било каква акција која што ќе организираат, без разлика дали ќе биде од страна на општината или на организациите или само иницијативно на граѓаните, ќе се учествува многу масовно и ќе имаме огромен резултат. Сепак тука треба и државата да поведе сметка. За сега барем не сме виделе некои посебни издвојувања од страна на буџетот со набавување на садници, кога е младост во прашање. А што да направиме како граѓани за да ги пошумиме можеби овие голи ридови кои што се тука околу нас, околу самиот град? Постојат многу иницијативи кои што како отворени повици им нудат можности за добивање на средства токму за таа намена. Секако дека организациите кои што работат на тоа поле знаат дека има можност како да се набават средства да се реши овој проблем, можеби не да се реши, меѓутоа делумно, но сепак давам еден апел за самоорганизирање или за заедничко действување на граѓаните и на локалната самоуправа и на организациите за што поголем успех.